Подметнати пожари, страф и паника во пресред на изборите. Тоа е, според премиерот Христијан Мицкоски, сценариото што го креираат одредени центри на моќ. Надлежните идентификувале 20 на лица, за кои има сомневања дека стојат зад серијата пожари кои го зафатија Скопје и други делови од земјата. Додека сум јас во Егуновце, заседаваат врвот на структурите во Министерството за внатрешни работи. Идентификувани се отприлика 20 на лица за кои што постои основано сомневање дека стојат позади целиот овој процес. Истовремено имавме одредени дојави кои што ги собиравме изминативе денови и во координирана акција Министерството за внатрешни работи со Министерството за животна средина ќе постапува во деновите кои што следат. Така што, за жал, има структури кои што на ваков, би рекол, начин се обидуваат да внесат нестабилност и немир. Како доказ за своите тврдења, премиерот потсети на снимката што утрово се појавила во јавноста, на која јасно се гледа подметнување на пожар во автомобилски сервис во Пинтија. Тој рече дека бил во постојан контакт со градоначалникот на Киселавода, со министерот и со екипите на противпожарната бригада во Скопје, нагласувајќи дека ваквите случувања се дел од обидите да се внесе страф и паника кај граѓаните. Како реакција на овие настани, Мицкоски најави иницијативи за законски измени. Во рамките на парламентарната процедура разговарав со координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН итно да имаме измени во законите со кои што подметнување на пожар ќе биде оквалификувано како дело на тероризам, а одлагање на смет онаму каде што не му е местото ќе биде друго кривично дело кој што ќе се казнува со казна затвор поголема од 5 години. Во насока на спречување на ризиците, Министерството за животна средина испратило допис до сите општини за итно расчистување на дивите депонии и правилно одлагање на отпадот. Мицкоски ги повика и на совесните граѓани да престанат со создавање на вакви депонии, предупредувајќи дека сите кои ќе бидат фатени ќе бидат најстрого санкционирани. Со ова премиерот уште еднаш ја нагласи потребата институциите и граѓаните заеднички да делуваат и превентивно и решително против оние што, како што рече, преку подметнати пожари и загадување се обидуваат да внесат нестабилност во предизборниот период.